материјално-техничкото оспособување на полициските служби, како во поглед на личната опременост на полициските службеници преку набавка на униформи, така и во поглед на подобрување на објектите и на инфраструктурата, како и модернизирање на алатките за работа што тие ги користат во секојдневното работење, продолжува со несмалено темпо. Благодарение на денешната донација доставена од UNDP и на соработката со германската амбасада во Република Северна Македонија, ќе овозможиме соодветна техничка поддршка за примена на системот за евидентирање на случаи и инциденти поврзани со оружје преку креирање на ефикасен систем за следење на процесите во постапката на документирање и откривање на сторители на кривични дела кои што се поврзани со оружје. Ова е исклучително значаен проект во рамките на патоказот за контрола на мало и лесно оружје, чиј потписник е и нашата држава. Имплементацијата на проектот ќе му овозможи на Министерството за внатрешни работи побрзо и попрецизно да собира и анализира податоци за мало и на лесно оружје во државата, а на тој начин нашата борба против овој вид криминал ќе биде поефикасна и јас сум лично убеден дека ќе придонесе за зголемување на нивото на безбедноста на граѓаните, што е наша крајна цел. Новиот полициски информацијски систем по првата година ќе го користат околу 3500 полициски службеници на различни нивоа, што ќе придонесе за побрза размена на информации меѓу секторите, а со тоа и за поодлучна и посеофатна борба против нелегалната трговија со оружје. На тој начин, овој систем ќе обезбеди информации кои ќе представуваат база, врз основа на која клучните носители на одлуки поефективно ќе ги идентификуваат и ќе се борат со случаи на сериозен и организиран криминал, откривајќи ги криминалните жаришта и кривични дела кои генерално предизвикуваат загриженост кај јавноста. Уште еднаш би сакал да изразам мојата искрена благодарност до канцеларијата на UNDP и до амбасадата на Сојузна Република Германија во Република Северна Македонија, кои препознавајќи и нашите напори за модернизација на полицијата, дадоа безрезервна поддршка во имплементацијата на овие активности, преку кои се зајакнуваат капацитетите на Министерството во делот на оперативното работење и во делот на криминалистичко-разузнавачката анализа. На крај би сакал уште еднаш да го потврдам моето уверување дека ќе продолжиме да вложуваме уште поголеми напори во натамошниот раст и развој на Министерството за внатрешни работи, а со тоа и градење на актуелниот, особено позитивен статус на македонската полиција, кој што го ужива не само дома, туку и како респектибилен партнер во многуте регионални и меѓународни иницијативи и проекти. Во сите области од безбедносната сфера, се со цел профилирање на полициската служба во вистински сервис на граѓаните и гарант за нивната сигурност и спокој. Ви благодарам.